Добра вечер, почитувани гледачи. Ново издание на Заспи ако можеш. Можеби животниот проект на Драга Милосавлjević и Горан Момировски. А вечерва наш гостин е подпредседателката на ВМРО ДПМН, господјата Гордона Кочовска-Димитриевска. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Веднаш да кажам зашто реков животниот проект на Драга Милосавлjević и Горан Момировски, ќе оставиме нели простор дека ќе направиме нешто подобро. Меѓутоа бев инспириран од изјавата на вице-премиерот Артан Груби, кој што денеска рече дека коридорите 8 и 10, односно нивната изградба со помош на Бехтел и Јенка, се негов животен проект. Морам да ја прашам госпоѓо Димитриевска, изјавата за животен проект на вице-премиер мене ми звучи малку претенциозно од една страна, од друга страна да кажеме дека истината вице-премиер, иако не сака упорно да го покаже договорот за Бехтел и Јенка, тој се крие од јавноста нели како змија нозе што ги крие, вели доколку еден денар се украде, доколку еден денар се докаже корупција, ние треба да скапеме доживотно во затвор, и јас и премиерот и сите вклучени во целиот процес. Па вака, ајде да тргнеме од она што било животен проект, желба или не знам како да го наречеме, како се изразил Артан Груби. Јас мислам дека кога имаш некој животен проект, дека тоа тргнуваш да го остваруваш веднаш. Тој не е од вчера заменик председател во владата, така? Нити е ново политиката. Ако имаш, ова беше стварно негов животен проект, што чека до сега? Тоа е првото прашање. А по однос на тоа, дали ќе има одговорност или нема да има, и тој што се колне дека нема никаква одговорност, не знам, можеби не знае да прочита, можеби не ги разбира работите што ги потпишува, многу е дискутабилно тоа. Треба некој да провери, да види дали човеков тоа што се потпишува, што се гледа таму го разбира. Затоа што, искрено да ви кажам, во овие години во политиката сватив дека имаме многу политичари кои што и вака кои ќе ги прочитаат речениците не знаат што читаат. Чекајте малку. Господја Димитриевска, само да кажам, вие сте економист, тоа е вашата нели примерна дејност и го разбирате совршено, меѓутоа еве јас како лаик, ако некој ме стави во позиција не да одлучувам, меѓутоа да учествувам во нешто што тежи најмалку 1.300.000.000 евра, а со себе известно ќе биде стотици милиони повеќе, јас ќе отворам не 4, туку 24 очи и ќе го проверувам секој збор, секоја буква и секоја заприка од страв дека утре заутре јас и моите поколенија ќе настрадаме поради тоа ако направиме глупост. Така што кога вие велите не го читале, не знам како да го сватам тоа. Да, малце како шега, затоа што и ова што тој денес го зборува е смешно и можеби ќе поверуваат моите деца од 13 години и 7 години, но секако нема да поверува еден сериозен човек кој што разбира дека пред него има договор кој што тежи 1.300.000.000 евра, но морам да кажам и тоа дека со известувањето неофицијално кон Меѓународниот монетарен фонд овој договор можеби ќе заврши со 1.700.000.000 евра, да кажам, трошок. Така, за државата, за така. нас. Сега, врз основа на тоа, не можеме да кажеме дека не знаат што читаат, затоа реков во контекст на тоа како се изразувал Сабајлеса, ние ќе зборуваме, не разбира, многу добро разбираат што читаат. И можеби во овие 30 и повеќе години во Македонија никој до сега не одговарал, ама зборуваме, освен да не заборавиме, значи Гордана Јанкуловска единствената која што одговараше, и тоа за работа која што не е ни 1% од тоа што ние сега го имаме на маса и го разгледуваме. На страна што е тука Мерцедесот, го гледаме, Меркеја се возеше, така тука е пред нас, никој не го однесе дома. И имаме во соседството, значи ситуации каде што ги гледаме колку чинел и така натаму, не е ништо поразлично. Но тука ние зборуваме за работи кои што, како да кажам, веднаш може да ги воочите дека асоцираат, не асоцираат, односно дека има точно напишани, ајде да кажеме, докази, затоа што се напишани, дека и ќе имаме криминал. Може ли колку парите малку? Вие бевте заменик министар за финансии во техничката влада последна. Значи, так. вие сте експерт за финансии и затоа искам да видам, многу сакав да се соочиме вака за да расчистиме неколку работи околу парите. Прво, сакам да кажам, ако ми дозволите, дека Артан Груби не може да прави животен проект со моите пари, ниту со парите на македонските граѓани. Тој досега не видовме дека направил било каков закон
лично да напишал закон или некаков проект кој што ќе бил од бенефит и за него како животен проект за граѓаните. Овде со нашите пари тој располага и прави нешто што е страшно од повеќе аспекти. Но прво да ве прашам пред парите. Може ли да потпише владата со Бехтел ЕНКА договор кој што не е на македонски јазик? Не може, значи вака. Точно кај нас се Договорот знае... е само на англиски јазик за сега и сите зборуваат на англиски јазик. И тука ја не се чудам дека Артан Груби не разбрал. Од тоа што јас го читав од договорот, делови парчиња, неверојатно, а мислам дека знам добро англиски. Неверојатно да се разбере што пишува таму. Прво се знае какво е законодавството во Македонија и тоа не важи само за владата и за било која компанија. Ајде да видиме дали кога ќе ти дојде контрола од Управа за јавни приходи во било која компанија, вие може да ја приложите фактура на англиски јазик или пак да приложите некаков договор кој што е на англиски јазик и управата ќе ви каже да во ред. Не е во ред. Се знае официјален јазик за таквите документи е македонскиот. Значи договорот мора да биде преведен од официјален преведувач, така? Сега јас пак ќе речам, на почетокот се пошегував апропо тоа што и Артан Груби го збори, за мене е исто така една шега дека не разбрал. Јас верувам дека они го имаат и преведен. Не е возможно да го немаат преведено договорот. Но јас сакам да тргнам од почеток да објасниме уште еднаш зошто се направи да кажеме толкава галама и во исто време каде на некој начин го гледаме ние проблемот. Проба да спинува, да кажат дека нели ние сме против овој договор како ВМРО ДПМН и сега они спинуваат ние сме биле против Европа, против Америка и не знам што. Апсолутно не е така. Зошто би биле против кога ние сакаме да бидеме дел од Европска унија? Но во исто време, што значи тоа? Дека сега ние ако сакаме да ги заштитиме парите на граѓаните, тогаш сме против, значи да оставиме сите да не крадат. Сите да ги крадат, моите пари што ги издвојувам, што ги плаќам во буџетот, вашите на сите. Тоа е невозможно. Така да од тука тргнува се. Сега зошто го зборувам? Па имаме ситуација. Бехтел и ЕНКА на една страна, кои што треба да го градат автопатот, така? И владата која што ги плаќа парите на тој што изведувач. Нормално е во ситуацијата да имаме уште една врска, да кажеме, односно некој што ќе контролира кога се случува изведбата на автопатот. И сега кој е тој? Надзорот, така? За кога треба да работи надзорот и во чиј интерес? Треба да работи во интерес на граѓаните на Македонија. Зашто? Заради тоа што него владата го ангажира токму за тоа, да ме штити мене и моите интереси. И логично е дека секогаш и со било која компанија не мора да се овие, може да имаме несогласувања по одредени работи, затоа е надзорот тој кој што ги штити моите интереси. Во случајов надзорот е катастрофален избор. И по сите сега параметри. ние во ситуацијава имаме надзор кој што не да е катастрофа. Првин ти сервираат компанија за која што не знам, ја зборуваат, ја кажуваат, не знам каква била ваква таква, искача на крај, дека зборуваме ние за компанија која што на крајот е во кинеска собственост. Сега тука против кого сме? Да не збориме за гатите, производители на гати. Понатаму тие така, како подизведувачи, ангажираат компанија која што апсолутно нема никакво искуство во овој дел. И сега како резултат на тоа, првото прашање, нели, дали надзорот, не навлегуваме веќе подлабоко, првото прашање, дали ние сме ангажирале соодветен и квалитетен надзор да ги штити нашите интереси? Зависи од кој аспект гледате. Владата ангажирала соодветен надзор кој што ќе ги штити интересите на СДСМ и ДУИ. Така, значи ова само тоа го покажува. И сега он зборувал са Бајле, ќе одговара со живот, со не знам што, во затвор да ги стават. Па нека ги стават уште веднаш, да имаме ние праведна држава, да имаме правосудство како што треба, па ќе ги ставеа до сега. Ајде да бевме во некоја нормална држава да ми каже дали до сега немаше да ги викнат и на распит и договор да видат што се случува. Јовески, не знам дека не следам последниве денови, Јовески се појавили некаде да каже. Спие цело правосудство, мислам катастрофа. Само да не спие во владата, да не спие кај што играат фудбал таму. Катастрофа. Кога сме уште кај Артан Груби, јас ги инсистирам овој пат на повеќе на вице-премиерот затоа што животниот проект е негов. Тој е алфа и омега во целава. Парите се наши, а проектот е негов. А проектот е негов, токму тоа сакам да кажам. Денеска на средба со бизнисмените, со асоциацијата на бизнисмените, доби доста забелешки и прашања од типот зошто
коридорите не ги градат македонски фирми, зошто нема поголемо учество на македонските фирми во целата работа, зошто се води нетранспарентно. Мислам дека коректни прашања од бизнис секторот. Неговиот став беше не може нели да ви ги покажеме договорите затоа што тие се државна тајна. Од друга страна тврди дека 70% од изградбата, односно од учеството во проектот, ќе го прават македонски фирми. Апсолутно неточно. Ја може да кажам, апсолутно неточно. Ќе кажам ја после нешто, се извинувам. Ај вака, прво, слушам неколку дена со ред државна тајна. За нашиве пари они чуваат државна тајна. Државна тајна може да имаме во ситуации кога имаме нешто по безбедноста на државата, војна, не знам, тероризам, така, да. Зашто ми држи од мене државна тајна? Зашто го чува договорот? Од кого го крие? Од тие што треба да го платат? Апсолутно, значи, неприфатливо. Секој еден нормален граѓанин ќе каже зашто криеш ти договори, од кого го криеш? Овдека не гледам ништо што има третман на државна тајна. Апсолутно. Освен, нели, да не излезат на површина сите овие други работи. Сега. Но тие се вадат повторно, господја Кучевска, на Бехтел Јенка. Тие велат компанијата е таа што бара да бидат заштитени клаузули во договорот, да има заштитени. Компанијата со кого склучува договор? Со владата, на Македонија, да, ама која е владата? Избрана од граѓаните, во мое име таа подпишува. Како може да го скрие од мене? Владата е избрана од граѓаните и не може владата да ми скрие договор, значи, кој што во суштина се однесува на сите нас. Ако ми дозволите само, овде има друг проблем настрана од ова. Деловна тајна, како што стои во договорот, не влегува во македонската класификација на државни тајни. Значи, јас и Драган бевме гонети од Агенција за разузнавање по налог на Стево Пендаровски за издавање на државна и службена тајна. Деловна тајна го нема во законот како категорија и владата не може да се вади на тоа. Друга работа е што не може владата да го крие договорот, например, од антикорупцијската комисија денес. Многу крие. Имаше изјава на антикорупцијската комисија на Билјана Николовска. Дека не може да го добијат. Дека не може да го добијат. Внимавајте, антикорупцијска комисија. Еве го тоа што го збори Артан Груби денеска, тој се квалификуваше според мене за директно во затвор со неговата изјава. Недавање на договорот на антикорупцијска комисија е веќе не е кривично дело, не можам да кажам кривично дело, меѓутоа веќе е корупција. Така е, се согласувам и повторно, ако функционираше системот во државата, тогаш ниту еден функционер немаше да се однесува како да има не знам колкава моги во себе. Затоа што на крајот од денот, кои се функционерите? Избрани од граѓаните. Денес сте избрани, утре нема да бидете. Денес сте тука, утре ќе шетате сами по улиците како некои претходни политичари што шетаат. Кои сте? Вие треба да работите во интерес на граѓаните и како такви треба да се плашите од системот. Нормално, повторно зборувам за нормална држава во која што функционира правосудниот систем и ќе ги дадеа и документите, ќе отидеа, ќе разговараа, ќе ги дадеа сите детали. Во ситуацијава не е така. Зошто не е така? Нормално. Прво, 53 милиони евра да имате казнени пенали. Само за една ставка. Зошто? Затоа што од 40 часа барате 60 работни часа да бидат во неделата. Мислам, апсолутно неприфатливо. При тоа веќе имате некоја судска одлука и сега не завлегуваме, нели понатаму. Или пак, кажувате дека не го прифаќате континенталното право, па ние тоа го познаваме, друго право не познаваме. Англосаксонското не важи за нас. И ќе прифатиме. Во случајот за Англија и Велс. Овдека ќе се аплицира правото на Англија и Велс, не е ни европско право. Или да кажеме, ако има грешки во проектирањето, ќе паднат на јавното државно предпријатие за патишта, како е? Па само грешки може да се прават. Како може? Ако има грешки, кој ќе сноси терет во проектирањето? Бре, имаме проект или немаме проект? Кој го прави проектот? Зошто да има грешки во проектирање? Или индиректно се признава дека она што го критикуваат цело време за автопатот од Кичево до Охрид, кај што вика грешки имало во проектирањето и така натаму, сега го ставаат во договор и викаат уште кој ќе ги сноси трошоците за грешките. Апсолутно, значи, тоа што го зборувале претходно, сега пупу не важи. И она што е за мене, да речеме, една од поклучните работи. Бидејќи и Министерство за финансии излезе со одредени коментари дека еве сега коридор 8 изградбата и така натаму е многу добра. Зошто е добра? Затоа што нели ќе имаме ангажирање на компании, како што нели напоменавме. Сега, прво,
Имаме закон за утврдување на јавен интерес за номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на тие инфраструктурни, значи коридор 8 и 10, донесен уште во 2021 година, баш за коридор 8 велам и коридор 10. Значи кога се донела, тоа било некаде јули месец 2021 година. Они тогаш знаеле дека ќе тргнат во ваква една инвестиција. Ако во тој период побарале податоци од Агенцијата за вработување, ќе виделе дека во Македонија некаде околу помеѓу 50 и 60 илјади, еве сега се 65 илјади лица, кои што активно бараат работа, а се со основно образование. Имаме непотполно средно образование, да кажеме во 2022 10.379 лица или со завршено средно образование 27.505 лица. Кој ќе ги собереш сите овие, ќе добиеш над 100.000 лица. Зошто 2021 година не направија преквалификување на дел од луѓето, па денес да имаме работна сила која што ќе може да одговори на оваа задача? 2 години ништо не е направено. Значи никаква стратегија, никаков план. И сега ми излегуваат и се фалат, ќе има високи плати. За кого? За тие што ќе ги увезувате да дојдат од не знам каде? Бангладеш, Индонезија. Така, зошто не преквалификувавте? Еве, да имаше таква акција, јас верувам дека голем дел од овие лица кои што секој месец, внимавајте, секој месец активно се пријавуваат во Агенцијата за вработување дека бараат работа. Зошто не преквалификувавме 5000 лица? Не може да нема во овие 100.000 лица за 2 години некои што ќе научеа да можат да помогнат во овој дел. 5.000 има сигурно, може нема 30.000, може нема 50.000. Затоа ви зборувам, значи ништо не направија. И се денес ми се фалат, ама толкави ќе биле платите. За кого бре платите толкави? Зошто ништо не направи за твоите граѓани да има повисоки плати денес? Еве, во 2021 го донесе законот. Но Груби вели дека пред 2 години е донесен законот, така? Да. И дека од тогаш па натаму целиот процес е транспарентен и дека бизнисите, така вели бидејќи овде разговара со бизнисмените, можеле во овие 2 години, ако сакаат, ако имаат очи да видат, да не речам, и тоа како да видат за што ќе имаат работи, да се постават, односно да се прилагодат на околностите, за да учествуваат во целиот проект. Апсолутно. Префула топката на бизнисмените. Тоа типот што не сте се snašli. Тоа е тоа, 2 години имавте време, се е транспарентно, да го цитирам, вели, ако некој не слушнал, не видел или не сакал да види, ние не сме криви, вели вице-премиерот. А што е транспарентно од тоа што тој го зборува? Еве, јас вас ме прашав што е транспарентно. Не, јас не можам да разберам што е транспарентно, нека погледне првим да види колку градежни фирми се затвориле во овој период. Точно заради тоа што немаат никакви активности во градежништвото. И ако имале барем и малку некаква транспарентност, верувам дека дел од тие компании ќе се обиделе да се спасат. Тоа е прво. Второ, ти како држава немаш интерес, само приватниот сектор има интерес. Ти немаш интерес дел од париве да ги дадеш на твоите граѓани. Немаш интерес во таа агенција за вработување малку да прочепкаш да видиш што се случува и да помогнеш на дел од граѓаните. Значи јас ви читам со основно образование и непотполно средно образование. Луѓе кои што можеби не можат да се снајдат убаво согласно образованието, затоа си ти како држава тука да ги организираш. Сигурно било да одличен кадар за тоа, да. Ти се најранливи категории граѓани. Најранливи во најтежок период, значи од мислам самостојување на Македонија функционира, гледате и цени како растат и трошоци за живот и така натаму, и ти наместо да им дадеш барем и трошка надеж дека можеби ќе можат нешто трука да направат, еве имаме во иднина можност, нели, тргнуваме со таква инвестиција и така натаму, ништо. Значи 2 години апсолутно ништо не е направено. Ова порака на Груби се однесува и на овие 100.000 маргинализирани луѓе во државата, социјално маргинализирани. Така. Може да им рече, и самите требало да си видат, да. Што не се јавите сами да работите. Но премиерот, тука завршувам со вице-премиерот Груби, барем јас. А ја не завршувам. Да, вели дека не сака да чека десетици години како што се чекало на изградбата на Киче во Охрид и ќе инсистира овој автопат да биде завршен, односно коридорите сите да бидат завршени во предвидениот рок, затоа што како што вели сакам да возам по него додека сум уште млад, а не на 70 години. Да, исто како за Блаце, еве го нивни, не е од ВМРО нивни. Па сега ете еве го направија, го возиме, интерес, таму нема интерес, има интерес. Ама тој е многу голем автопат, 2 километри е таа клучката таму. Така е. 12 километри. Големи работници не сме мрднати од мртва точка. И токму затоа, не случајно овде имаме 53 милиони евра
некој да си ги пикне во джепот. Само за една ставка. Нит ќе видиме Само за една километар, нит ставка. 100 метри изградени, ништо. Тие не можат да мрднат од мртва точка со автопатот од Кичево до Охрид. Тој не име во интерес. Се овој ќе го направат, нели, до Кичево све идеално, а после од Кичево до Охрид ќе летаме. До селото на Али Ахмети, до Зајас, понатаму не е важно, да се стигне до Зајас. Се шегуваме малку. Но морам да прашам тука. Еден опозицијски политичар, доскоро не беше опозицијски, даде една сериозна изјава дека него му личи дека коридорот 8 е еден вид оцртување на картата на Илирија. Добро, Максим Димитриевски го кажа тоа, но да подсетим уште една работа. Дипломатик Монд, како што пренесува Дојче Веле пред неколку години, дава 2009 година го пишува Дипломатик Монд дека коридорот 8 е коридор на велико албанскиот екстремизам, на велико албанската идеја, поточно. Скопје, Приштина, Тирана. Да. И се тука ние можеме да речеме Дипломатик Монд дека не разбира, меѓутоа французите и германците имаат прилично добри информации. Но мене логиката ми е апсолутно треба да ги има овие коридори. Се подразбира. Меѓутоа некој убаво забележа зошто не се вложи идентичен капитал и во останатите делови на Македонија, на исток како пред. Извино, Кучо, ние пред неколку емисии зборувавме, според мапата која видите како се направени коридорите, во времето на ВМРО-ДПМН имате совршена распределба на автопатиштата, Западна Македонија, Јужна Македонија, не сакаме за етничките теми да зборуваме, но еве географски. Табановци нели се правеше, Кичево, Охрид, секаде се правеше. Овде имате сите коридори се во Западна Македонија. Тешко прашање, вие за финанси се занимавате, не сакате во политика да влегувате, меѓутоа ова е сериозно прашање. Не сакам, не е тоа во прашање, мислам, нема, ниту го избегнувам, поготово луѓето што ме знаат дека сум и многу тврдокорна и тука нема дилема, ја друго имам како дилема. Дека нешто, прво, прашањето би било за кого све тоа го прават. Еве, моите родители се во Тетово, фамилијата ми е во Тетово, помасовно се иселуваат албанците од нас. Не го гледам јас баш како такво, може би има некоја заднина, не знам, но јас не го гледам заради тоа што веќе и албанците едноставно не гледат, дуи пробува да ги труе со национализам, тоа е точно, но ако седнете со било кој граѓанин албанец да поразговарате, него го интересира дали ќе може да го преживее месецот или не. Значи, и верувајте, помасовно се иселуваат од нас и не мислам дека тоа е идејата, а ќе ви кажам и зошто. Моje лично мислење. Еве за тоа што го зборува, дали ќе имало, не знам, спојување помеѓу западниот дел на Македонија, Косово и Албанија. Кој ќе биде Али Ахмет или Артан Груби кој ќе се спојат со Албанија? Кои се они? Се знае кој ќе е главен. Им одговара, па не им одговара. Затоа што вака можат да плечкосуваат, тогаш они нема да бидат битен фактор. Токму од таа причина не сметам дека ќе дојде до некоја таква работа, затоа што ние немаме политичари овде кои што навистина длабоко во себе веруваат во некаков национализам. Не, тие гледаат да ги наполнат нивните джебови, а во исто време го продаваат преку приказната на национализам кај албанското население. Кој е попатно, во континуитет се иселува од државата, исто како и македонците. Така. Исто. Ако може се вратиме малку на процентот на компании кои што ќе работат на автопатите, на коридорите, Груби вели 70%. 70%. Веројатно не го читал договорот. Тоа што јас го прочитав, во делови од договорот, го немам целиот договор, еве да не ме Јовески не го спровоцираме да не уапси тука сите. Јасно пишува дека најмногу ќе биде до 49-50%. И тоа не само за работна сила или за компании, туку за сите ресурси што ќе се користат во автопатот. Што значи дека може да бидат 90% од консултантите кои што за ревизијата, например, добиваат по 900.000 евра, а обичните работници кои што ќе добиваат, не знам, 1000 евра, например, да бидат 78%, 90% од Бангладеш и така натаму и така натаму. Од Виетнам. Од Виетнам, да, го спомнам тоа пример автоматски. Значи, една манипулација каде што според моите сознанија може да се случи само 10% од македонските ентитети, да речам, фирми или компании да добијат пари од овој. За ова сум спремен да дебатирам со било кој сака од волата, еве. Па вака и ако погледнеме наназад во некои нивни изјави во континуитет зборуваат дека треба да се либерализира тој дел, дека треба слободно работници да доаѓаат од странство, како некако да
да беше предвестник за сето ова, а пак ќе се вратиме на истото дека ние имаме само 100.000 од овие со да речеме основно или средно образование кои што не ги преквалификуваме. Со отворен Балкан, мислам дека веќе се потпише и договор со кој што многу лесно Да, ама во отворен Балкан јас не знам сте слушнале некој од Србија да сака да дојде во Македонија. Можеби само обратно, од да. Србија не, Значи, но сега од Албанија веќе во Струга Битичи рече дека веќе имало 240 работници што лани летото. Не, 240 не се нешто многу и не би му верувала. Секој од нас барем еднаш во годината оди во Албанија, гледа како се развива Албанија. За жал, Албанија чекори многу посигурно понапред од нас. За жал. Пардон, пешам како експерт за овие работи. Реално ли е тие луѓе од социјалната почетка, од Бангладеш, не знам, јас мислам дека Виетнам е пречисто развиена земја во овој момент, но тие сиромашни азијски земји реално ли да дојдат овдека кога објективно ќе им се понуди плата со која што не можат да заштедат па таман да гладуваат? Не, дали е реално, не верувам дека е реално, освен едно секогаш постои, тоа е ќе дојдат во европска земја, ќе бидат поблиску до Европа за да и најдат начин да остварување одат на во Германија. Отприлика на тоа завршува. Да, јас мислам дека тоа може да биде во прашање и ништо друго. Затоа што не е реално апсолутно. А зошто се инсистира тогаш? Зошто упорно ни го продаваат како знаете како дури и во форма на уцена го кажа премиерот? Во форма на уцена, затоа што ако сега вие кажувате, значи затоа што се неспособни да ги преквалификуваат овие, го навредуваат приватниот сектор дека не реагирала, биле транспарентни, не знам што. Но ќе доделе мравки од Виетнам, како што кажа Зоран. Ќе работеле како мравки. Па тоа, како мравки од Виетнам ќе дојдат. Сигурно ќе дошле од Виетнам и ќе работеле како мравки, ви кажа, во Македонија никој ниту тој од Виетнам знае кај е Македонија, ниту ја изучува Македонија, ниту му е атрактивна и интересна, освен да кажав, ако не му е како попатна дестинација за да се замине во Европа. Иако повторно ќе кажам, не верувам апсолутно во ништо од ова. Од Турција дали ќе дојдат? Да, можеби, гледајќи по искуството Лимак како гради и одредени работи, можеби да, би имало некаков интерес да дојдат. Но ако дојдат и тоа земаат по 1500 евра плата, што е примамлива плата за македонските граѓани. 1500 евра е сериозна плата. Може ли нешто друго да ве прашам околу Законот за работни односи, односно часовите во неделата, од 40 на 60 нели бара да се смени владата. Се една проста математика. Ако се работи 60 часа во текот на неделата, во текот на една година, луѓето ќе треба да одат на одмор 30 дена во годината. Законот за работни односи е прецизен, мора да 30 дена да имат или 22 дена, 24 дена, зависи од искуството. Тоа значи дека се зголемува прагот на работната недела кај работниците. Ако вие еден месец не работите, ги делите останатите часови што е годишно ниво, 60 часа на 11 месеци, и вие ќе треба да работите по 12-13 часа дневно. Зборуваме ако имате недела слободен ден, сабота слободен ден, така? 5 дена работна недела. Така, тоа значи дека работниците ќе треба да работат по 14 до 16, ова проста математика ми е, се обидов дома да пресметам, 14 до 16 часа дневно. Ако ги исклучиме дождливите денови во годината, 30-40, ако ги исклучиме снежните денови, 5 до 8 во годината, тоа значи дека луѓето ќе треба да работат по 16 до 18 часа дневно. Додадете на тоа уште еден час да се појде до местото на работа и назад, че зборуваме за 19 часа дневно, некогаш на температура од 40 степени, некогаш на температура од минус 20 степени, минус 15 степени. И затоа ова убаво прашувате. Затоа нема да дојдат од никаде, ни вредни мравки, ни ништо. Затоа што ова како робовладетелство. Така звучи како робовладетелство, а не како нешто реално. Може да го преформулирам прашањето на Горан. Оваа влада на ДУИ на СДСМ меѓу другото инсистираше на заштита на работничките права како еден од основните постулати. Тие се нели социјалдемократи формално правно. 60 часовна работна недела е нешто што се практицирало во 19 век. Така. 8 часа работен ден е достигнување на работниот човек од пред 80, 90, 100 години, со кој што и Македонија е особено горда. И сега истата оваа социјалдемократска проработничка партија вели дека нема ништо спорно во тоа луѓето да работат 12 или на Горан пресметаните 16 часа. Ова е Пазете која иронија. Постојано читаме дека низ европски земји се прават различни студии и анализи како тие 8 часа
дневно да се намалат. Да се намалат, да. А ние сега зборуваме тука за зголемување, што е стварно несватливо. Но има еден друг момент, јас сега ќе го отворам како една дилема. 8 сати ви се законски дневно да ги сработите, 5 дена во неделата, тоа се 40 работни часа. Што се случува ако работите повеќе од тие 8 часа во денот? Треба да се плати или да се добија слободни денови. Значи имате прековремена работа, која што чини многу повеќе. Дневниците се дупло, така е. Кој ги попречува господава со новиот договор да ги ангажираат повеќе од 8 часа и да им платат толку колку што си вика законот, така? Не, они сакаат да не дадат пари, се враќаме повторно на она што го зборуваме од почеток. Ниту планираат некој не знам колкави плати да дадат, ниту преквалификуваа работници, ниту ќе дојдат од Виетнам. Немаат буквално никаков план. Планот е 53 милиони во джеп некој да ги пикне и толку. Ниту да се ископа 1 километар. Тука ќе заврши се. Зошто? И на што го темелиме тоа? На она што го видовме во минатото. Ништо не сработија до денес. Ако не си сработил ништо до денес, не може да очекуваме од тебе дека нешто ќе направиш во иднина. Да, денес ќе беше информација дека Бехтел е најказнуваната американска компанија. Го објави тоа на Емкица претседателот Илија Вучков. Некои страшни суми со над 930 милиони долари се платени за прекршување на договори од страна на Бехтел. И тоа е официјален документ на американски извор кој што покажува дека владата морала да внимава и таму се поставено прашање, Вучков поставено прашање, вели дали владата побарала од Бехтел така наречен документ за неосудуваност за компании, не е така за физички лица е, нели, меѓутоа дали владата знаела со кого влегува во бизнис или можеби точно знаела со кого влегува во бизнис? Видете кога ги избегнуваме цело време да ги напаѓаме Бехтел, меѓутоа ова се факти. Не, видете, овој договор е проблематичен од самиот почеток, начинот како се склучи така натаму, но ајде пак ќе речам, не завлегуваме во тој дел. Колку што има критики, толку и за Енка имам и слушнато и многу позитивни работи како компанија, дека е во најдобрите, да дека има 160 години традиција. Така, но затоа е надзорот тука. И најдобрата компанија да дојде од другата страна. Та секој пат ќе гледа да си направи поголем профит, нешто, ако требал да е 10 сантиметри, пример зборам, автопатот, оној дел асфалтот, нели, претходно тампони, не знам што, сега ова го карикирам, не сум инженер, не ги знам тие работи, но ако треба да е 10, ќе направи 9, ќе направи 8. Ме саќате? Тоа е надзорот, да измери, да исконтролира, да види што се случува, дали се оди по проектот или не. Или да премолчи и некој тие пари раздика да ги стави во джеп. И затоа не случајно повторувам уште еднаш. ВМРО ДПМН кога нападна, не случајно нападна Парино Довојдел. Вие на некој начин ставате надзор компании и лица кои што контроверзни спорни компании за да може да го контролирате. Тоа ми се чини дека е јасна ситуација. Околу парите, веќе ни помине емисијата само за Бехтел Генка, сакам и други прашања, но за парите морам, драга, многу битно прашање. Ме нападна на една друга емисија на Само вистина канал 5, кажав дека само за камати ќе плаќаме годишно од 100 до 150 милиони евра и ме нападна социјалните мрежи, ботови на СДСМ дека лажам, шира лажни вести, така натаму. Колку сум јас во право? Значи, рековме, вие сте висок експерт за финансија. Нема, еве, не мора да си експерт. Ајде, секој од нас пошол да земе кредит, така? Сите ние имаме кредити. Цела држава е со кредити, дали потрошувачки, стамбени, сите имаме за автомобили, секој од нас има. 1,3 милиарда, рековме дека е иницијалниот договор. Проект, да. Така. Но, по информации, повторно зборувам, кои што рапортираат, известуваат, таму каде што треба да известат горе-доле заради фискалните податоци и така натаму, кажува дека бројката ќе стигне до 1,7 милиони евра. Еве на 1,5 да застанеме, некоја средина помеѓу овие две бројки. 1,600 веќе се имате 300 милиони за експроприација. Така и тие пари ги немаме во буџетот. Сега, првото што за мене беше комплетно несватливо, но тоа го зборува владата, е дека со издавање на еврообврзница ќе се финансира овој проект. За мене комплетно несватливо, не знам кој тоа го одлучувал, кој го прави, како го прави. Добро, таква има одлуката. 1,6 милиарда, еве. Каматната стапка последна која што ја плативме за еврообврзницата е 7,25. Секој дома нека ја помножи таа 1,6 милиарда по 7,25 ќе го подели со 100,
ќе го добие износот годишен на камата. И тој износ од 1.700.000 ќе трае се додека, нели, не помине периодот за отплата. Сега добро, не оди буквално така, оди првин дел по дел ќе се задолжуваат, но вие не можете првото прашање, за колку години ќе се заврши проектот? Еве, животниот проект. Која ми е животен проект, гледам што побрзо да го завршам. Планот беше 3 до 5 години, но така. објективно невозможно е. Невозможно е. Ние веќе еден рок пробивме 53 милиони евра, Така веќе е, треба да ги платиме така како пенали. А Така. проектот не е ни почнат. Има само една канта за ѓубре на патарината кај Тетово, ја видов лично и ја сликав. Канта за ѓубре има пред проектот, ништо не се работи. Така, па то... Значи дојдовме до сумата меѓу 100 и 150 милиони евра годишно, така? Сепак сум бил во право. Значи, секако ќе се стигне до тој износ, не знам кој тоа го зборува дека нема да стигнеме до тој износ. Прво, зошто? Еве да речеме и во првите години да повлекуваме средства помалку, нели, додека да се реализира проектот. И сега одиме пример во ситуација, повлекуваме дел по дел и стигнуваме во еден момент третата или четвртата или петтата година која ќе заврши проектот на тие 1.6 милиони евра. И сега тие 1.6 милиони евра се имаат пример некој рок на отплата од 8, 9, 10 години и во еден период ќе стигнеме точно годишно да отплаќаме по толкав износ. Пак ќе речам, секој граѓанин можува да го направи. Телефони ви имаат калкулатор, сега ќе пресметаме и ќе видиме точно Значи може да не биде годишно 100 до 150 милиони евра, но ако се соберат сите суми од 15, не, ќе има ќе има и такви години, во кои но што кога ќе се има и соберат толкав сите камати износ. од 15 години да речеме, ќе дојдеме до сумата која што е можеби поголема од основната сума за проектот. Така Се подразбира тоа веројатно. па од прилика сега, Ајде, не. и се- Зависи се од тоа како ќе се движат каматите, има простор нели за рефинансирање после Горан е во право. но ќе биде скапо многу. Горан е во Ќе право, биде сепак. многу скапо. Мислам да не се лажеме, ќе биде многу скапо и сега тука отворивме едно друго прашање, нели? Дали е потребно сега наеднаш концентрација на еден дел или рамномерен регионален развој, па ќе направиме 30 километри, да речеме во овој дел на Македонија, ќе направиме не знам 20 километри, не знам од Кочани негде знаете ќе како? продвижиме или Штип Кочани го направија да биде регионален пат, може би треба да е избегнувате автопат. да зборувате за етничките аспекти на проблемот, но ќе беше сосема друга пораката ако Артан Груби отидеше во Битола, Прилеп и го отвореше тој автопат и таму почнеше работата. Не Овде ги е избегнувам. јасно е дека се работи за политичка агенда за Артан Груби да каже дека он го прави албанскиот коридор. Не, вака, не Не дека избегнувам. избегнувате, не сакате да гледате на тој начин. Гледам, не е дека не гледам, ама повторно бидејќи сепак јас живеам со тие луѓе и знам дека не е во пракса така. Они тоа го прават, односно се обидуваат да ја продадат таа приказна. Ма ние збориме Точно. за Артан Груби. Да отидеше во Прилеп Битола, ќе беше сосема Тој друга никогаш пораката. нема да отиде. Никогаш нема да отиде. Но ќе беше пораката друга, дека се грижат заменик сите. председател на влада кој ќе ви застане и со рацете прави некакви крилја, нема што да дискутираме понатаму. Тој само таква агенда спроведува и тука јас не дискутирам нешто друго, но јас друго зборувам дека албанскиот народ едноставно тоа не го гледа затоа што други маки го мачат. А он тоа сака да им продаде, ќе дојдат избори, ќе рече, еве јас се трудам нешто да направам. А повторно, што се труди да направи? За Косово патов не им е исто во агенда? Но пак ќе речеме, многу е долг, тој е 12,5 километри и тоа е многу долг пат, ќе се гради 12 години по 1 километар. Се шегуваме малку, иако ситуацијава е прилично трагична. Не само за Бехтел и Енка. Уште една работа да искоментирам. Ме изненадува, еве, разговарам со многу луѓе кои што дури и не се дел од политика. Сите се загрижени сериозно за овој договор, затоа што, пазете, ние зборуваме за огромно задолжување кое што ќе го имаме како држава. Ова задолжување буквално не блокира во однос на сите останати проекти. Па ние уште болница неаме, клинички центар неаме како што треба. И ние тргнуваме во ваква една огромна инвестиција, која што не остава простор за таа болница, утре, така? И сега ние зборуваме, имале, не знам, па и албанци умираат и на нив им требаат болниците. И нив да ги прашате, сигурно ќе речат, прво им е побитно ова, отколку било што друго. Не велам дека патиштата не се битни, битни се многу. Ако сакате да имате економија, ако сакате да имате развиена држава, ви треба, нема дилема, но вие сега кога имате ограничен буџет мора да се договорите дали ќе ги фрлите парите само на едно место или полека ќе терате
2-3 проекти што ви се многу битни и клучни. Ајде пред рекламите да преминеме во еден втор дел, што е исто така многу поврзан со оваа приказна. Извештајот на Светската банка денеска се појави, тоа е полугодишен извештај за целиот Западен Балкан, вклучително и за нас, и тамо јасно пишува дека странските инвестиции во Македонија се уведливо најниски на Западниот Балкан, камоли на друго место, че има најниски странски инвестиции, иако се обидуваме, еве сега владата успеа да направи некаков договор тамо со тајванска фирма, не знам, можеби и ова со Бехтел Линка ќе го продадат како некој облик на странска инвестиција. И воопшто со наши пари, странска инвестиција со наши пари, да. Се шегувам, се разбира во овој дел. Исто така Светска банка, ако добро забележав, малку не го гледав со премногу големо внимание, не ми е тоа мене примерен интерес на внимание, како се вели дека Светска банка очекува дека економскиот раст во регионот, меѓутоа и во Македонија, ќе се намалува во наредниот период. Да, па тоа е тоа што постојано ние го зборуваме, сега едноставно излегува и го напиша и други, дека во континуитет кај нас ситуацијата во економијата е страшно лоша и тоа не е резултат само на, да кажеме, една работа. Например, ако седнете и ако разговарате зошто нема странски инвестиции во Македонија, ќе слушнете како ви даваат коментари од типот ама ние не примаме секого да влезе во државата, само оние кои што ќе дадат на вистина високи плати, што е апсолутно смешно и неприфатливо. Затоа што јас не знам баш дека кај странскиве инвеститори има ниски плати, напротив, имаат добри плати во тие компании, но едноставно желбата за инвестирање во Македонија на странците веќе избледува или ја нема. Зошто? Затоа што кога во соседна Србија расте со огромен. Да, ама ние тука имаме поред комплетно непредвидливо економско обкружување. Јас тоа постојано го зборувам. И ако вие имате таква ситуација во која што не знаете утре што ве чека, вие правите некои математики кога тргнувате во инвестиции. Штом тие математики однапред не знаете дали ќе ви бидат во плюс и со колкав плюс, едноставно ќе кажете не бе во оваа држава. Но чија е вината за тоа? Многу е битно владата, нема чија кој да биде. Чија е вината ако обкружувањето како што велите економско не е... Владата ги создава сите тие услови. И владата е секогаш крива. Како што била владата на ВМРО крива за добри или лоши услови, независно во тој период, но податоците покажуваат дека биле добри, така и денес владата е крива за се што ни се случува. Постојано зборуваат колку имаме ние сега, нели, странски инвестиции во државава, а при тоа не зборуваат дека најголем дел од тие инвестиции се во суштина на постоечки компании кои што од некој друг период биле отворени, донесени тука. Сега само се дополнува. И сега дури само се таа дополнува. фамозна од Тајван што се пофалија минатата недела 200 милиони евра, излезе потоа дека тоа е всушност компанија купена од инвеститор во Македонија во времето на ВМРО ДПМН и дека не се одеднаш 200 милиони, дека се 10 години по 20 милиони евра. Тоа сакав да кажам. Многу битен момент во економијата постои нешто што се вика временска вредност на парите. 20 милиони евра денеска и 20 милиони евра за 10 години не е исто. Тие 20 милиони евра за 10 години кои ќе ги вратиш на денеска, нешто сосем друго покажуваат. Така да значи не се од тој аспект 200 милиони, секој еден економист кој што се занимава со оваа проблематика ќе каже не е толку. Вториот момент е тоа што они се пофалија, значи со работи кои што не се нивни, а трето е јас освен оваа еве што се испофалија не слушнав ништо друго. Но во исто време еве сакам и тоа да го спомнам, зборуваме ние за некакви инвестиции кои што се направени во текот на 2022 година, некаде се околу 754 милиони евра странски инвестиции, но мора да напоменеме една друга работа. Од овој износ околу 65% се однесува на пари кои што дошле од мајките компании, но не како основачки влог. Може следна година да рече ги дала како позајмица. Сега да каже ги враќам назад. Ме сваќате? Што се случува многу често. Што се случува многу често, што значи дека ние оваа бројка е во моментот таква, но на еден подолг рок може да се изнетира да имаме друга ситуација. Кога зборуваме, значи за конкретно инвестиции, стварно да кажеме, нешто се прави, тоа е да отвараме нови како што правеше ВМРО. Правеше, градат хали, им создаваат услови, вработуваат луѓе. Дали креме реклами или можеме прво да влеземе како тизер во Ајде со тизер. Пред рекламите. Владата која слушате ќе помислите дека во Македонија тече мед и млеко.
Вчера дури премиерот Ковачевски се пофали дека било феноменално се во енергетскиот систем, се пофали дека има инвестиции во фотоволтаици, каде што случајно или не неговата сопруга инвестираше за 70 денари си купи метар квадратен земја со одлука на Артан Груби, да не забораваме и тоа. И ме интересира како вие гледате на овие оценки на владата, да речам повторно како човек што бил втор човек во Министерството за финансии во техничката влада и кој што точно ги знае проекциите, ги знае состојбите, ги знае трендовите во финансирањето на државата, во даноците. Но за ова ќе разговараме по кратката пауза за реклами. Да. Ајде тука да побараме пауза за реклами, разговараме со подпредседателката на ВМРО ДПМН Гордана Кочовска-Димитриевска. Продолжуваме со разговорот со подпредседателката на ВМРО ДПМН Гордана Кочовска-Димитриевска. Горан започна, даде ти за еден предпочетокот на рекламите околу тоа што премиерот Димитар Ковачевски си го представува како успех. Јас морам да го споменам дека денеска чинам беше тоа, премиерот вели ни честита на сите затоа што успешно сме ја поминале грејната сезона. Јас не знам дали ова се случило некогаш порано. Горан, биди сериозен колега. Честито го поминавте денот. Јас не сум го чул ова до сега никогаш во животот, а не сум ни толку млад, да речеме. Обично велам Горан е постар, дали се сеќава. Некој да рече ја поминавме грејната сезона успешно, честитки. Што тоа честиташе премиерот? Не знам апсолутно што честиташе. Прво, затоа што било криза, а ние сме преживеале. Јас лично обратно го разбирам, ги навреди сите луѓе кои што работат во енергетскиот сектор. Зошто велам ги навреди? Затоа што годинава ништо не беше поразлично во однос на претходните години од аспект на работењето. Работеле, не знам, повеќе работни сати, не знам што нека ги праша во Рек Битола како работели во 95-та и во 98-та и во 86-та и во 2015-та. Тоа се нивни работни задачи. И не знам што работеа. Тоа е првиот момент. Вториот момент, не знам, сега ова вака ми излегува длабоко од внатре. Како не се срамат на 230 милиони евра потрошени пари од буџетот. Пазете, 230 милиони евра, тоа е цела централа да се изгради и да ми каже дека он имал успешна година. Каква успешна година, каква успешна грејна сезона. 230 милиони евра. Нешто што во еден друг период не можеше да се замисли. Да се побарало пари од влада, зашто некој неспособен седел таму и не знаел да си ја сработи работната задача што била негова. И втор момент. Ако беа толку успешни, па зошто го сменија Васко Ковачевски? Дал оставка, мислам. Тоа ќе беше моето второ прашање, па безевте. Како приказна за мали деца, па и тој ако беше толку повлече, да. Успешен, ако беше толку многу, што се повлече. Нека продолжи да работи за така. Ќе бараше дивиденди некакви. Добро, има сега две сценарија да се замени. Едното дека сака да биде амбасадор во Париз или во Белград, а второто е дека за него има кривична пријава. Нема во Париз, тоа е сомнително место. Дека веќе води предмет во кој што тој се споменува. А да кажам ја дека ја водам еден предмет за него, кој што наскоро ќе излезе и многу сериозни ситуации каде што спомнуваат и рекет, уцени, уништување на компании, така натаму. Уште нешто? Нова тема, се вознемиривте. Логично, видете, логично е прим кој ќе се спомне оваа бројка. Знаете ли тоа колкав удар е на буџетот и колку во суштина им се скрати на граѓаните можност да се искористат парите. Во енергетиката колку пари потрошивме, колку клинички центри до сега изградевме, ние покриваме неспособноста на овие овде. Дупки покриваме не. Така, втор момент, направија либерализација на пазар, се изгубија. И она што да не заборавам, еве сега ќе го прескокнев како момент со фотоволтаиците. Морам да кажам сега од тука дека сум сериозно загрижена, затоа што знаете вчера што се случи во Прилеп, дека и се запали една фабрика и дека неофицијално информациите се дека почнал пожарот од некоја спојка кај фотоволтаиците. Многу битно прашање, кој ги правел, што се случувало, не знам што ќе искочи до крај. Не заради конкретно фабриката во Прилеп, но пазете, ние имавме сега во овој период сериозни инвестиции во фотоволтаици. Сега се поставува прашањето да не почнат да се случуваат вакви куршлуси и на друго. Јавно беше кажано дека мрежата не е подготвена за поголем напон што доаѓа од фотоволтаиците. Тоа јавно беше кажано, тоа и владата си го призна дека е така. Ама си го призна, ваму дозволуваат, се тераат работиве, кој ќе сноси одговорност за истово? И ова се штети од невидени размери.
Добро, ние да честитаме дека сопругата на премиерот инвестирала во фотоволтаици, еве успешна Они, сезоната. да, добија по 70 денари за метар квадратен, а што правиме со Мепсо и со долгови што ги простија таму на некои Се тука сакав да ве прашам. Владата многу успешна често, грејна многу сезона. често вие бевте била во успешна за многу Вие бевте луѓе. во Елем, бевте порано? Да. Многу често владата сака да каже дека еве тие сега ги надминуваат последиците кои што се ги оставиле вие во аманет и дека компаниите оставиле долгови така натаму така. Многу ме интересира фактичка состојба како било кога Значи, прво не сме оставиле никакви долгови, ќе остават они сега долгови. Ние им оставивме 25 милиони евра пари на депозити, 8 милиони евра на сметка и долговите им беа нула и имаме репортирано во тој период Тевдовски само што стана министер за финансии пушти еден образец кој што требаше да го пополниме за да кажеме дали имаме доспеани обврски или не. И Елем беше првата која што од сите други компании немаше никаков доспеан долг. Елем така е сегашната ЕСАМА, ЕСАМА, што се да, замена Ковачевски. кај што се замена Ковачевски. Така да поднос на тоа не би дискутирала. Поднос на ова дали се работело или не се работело. Ма не само што се работело. Еве нема бидејќи лутаат во енергетиката и не знаат кој правец да го фатат, па нели обновливи. Не согласувам дека лутаат. 230 милиони евра, 20 просто провизија, се 46 милиони евра. Не е тоа стратегија. Не, лутаато да стекне стратегија. Околу парите не лутаат. Кога дојде рекоа дека ќе зборуваат нели ќе инвестираат во обновливи извори на енергија, а ветерниците втората фаза им стои. Договор на маса им оставивме спремен за втора фаза со КФ банка. Ништо не направија. Да ги видите и интерните извештаи во рамки на АДС-ама што ги изготвуваат. Од тој датум ќе почне, од оној датум ќе почне, до тогаш ќе завршат, ништо нема, така? Се извинувам, има готов проект? Не готов и договорот беше спремен. Средства? Се. Ништо не направија. Значи, зборуваме за тоа што им беше како стратегија напишана во нивниот план за живот. Обновливи извори на енергија. И сега, они ќе критикуваат дека... Прво, ова го зборувам за еве да е видливо за гол око дека да, таму кој ќе одите за Грција, на одмор ќе ги видите ветерниците како стојат и вртат. Тие ветерници ги направила некоја друга влада, не нивната. Нивната наследи нешто што требаше да го продолжи, неспособна, заглави, еве која година сме, нема едно подигнато плюс таму, а не па да направи нови. Во однос, нема да зборам за модернизациите. Прва, втора фаза на хидроцентралите, па кој ги направи? Ај кажете ми вие, ако колава не ја носите на ремонт, ќе може да работи? Да технички преглед, не знам, на сервисирање и така натаму. Ќе работи или не? После неколку години. Па не може да работи, така, ако ништо друго е нула. Гледам дека за една година, визија ми доаѓа дека за една година вие ќе имате многу сериозни проблеми кога ќе седнете како влада да ги решавате овие проблеми. Дали се решливи проблемите воопшто? Видете, затоа и баш последната колумна што ја напишав, најверојатно од кога се собра многу емоции, премногу читање информации, благодарност до Државниот завод за ревизија, колку извештаи до сега ревизорски извади кога ги читам, состојбата е многу загрижувачка. Кадарот е катастрофален, во секоја институција многу малку луѓе работат и тие што работат, јас стварно човек, не знам, орден да им даде, затоа што цели институции да носиш врз грб, сето друго нели стои, еве слушам постојано немаат кај да седнат столчиња, бюро и така натаму, на платен список сите, нема кој да работи, од грешка во грешка, основни грешки се прават и секогаш ќе биде така се додека нема одговорност. Ако почне да се одговара за не на неработењето, него грешки, пазете, седнувате како управен и надзорен одбор и простувате 15 милиони евра побарувања, при тие побарувања, значи како оди работата во Мепсо. Компаниите кои што што крадеа струја, крадеа струја, нема што да вртиме околу, крадеа струја од системот. Од европскиот систем. Од европскиот систем. Во исто време, значи, Мепсо, тие фирми имаат депонирано гаранции во Мепсо. Дали некоја гаранција беше активирана? Но и многу мали беле гаранциите, по 5000 евра, по 15.000 Требале да реагираат на време додека било време. Ништо не направиле, така? Ништо не направиле. Секој ден некој ти влече од системот и ти не приметуваш. И се кјутиш, не приметуваш дека ти влече од системот. Дисбаланс имаш секој ден. Се гледаат од час во час тие дисбаланси. И во Мепсо ги гледаат. Не ги гледа некој друг, точно во Мепсо ги гледаат. Бислимовски дали сакал да ги види, тоа е прашањето. Значи, тоа е друга приказна сега. Овде која што не беше баш. Не, тоа е друга приказна. Овде сега пред Мепсо. И ти доаѓаш на управен надзорен одбор и викаш, поварувања не се постари
од една година, а по закон треба да се 3, да имаш поведено постапки, да се тужиш, да си изгубил на сутирен купре, јас им ги проштевам, односно ги бришам. Кој ти даде за право тебе да бришеш? Чии пари што вели бришеш? законот за ова? Злоупотреба на службена должност 353 членот се аплицира А овде. како да не е? А како да не е? Како да не е? Некој решил, седнал, 7-8 души, рекле, ние ќе простиме 15 милиони евра на приватни ентитети, фирми и државата нема да ги надокнати тие пари пред граѓаните. Ама па затоа е така. Еве, ова е исто како читам ревизорски извештај во кој што пишува општини не издаваат решенија за данок на имот. Како може да не издава? За Рачиново зборуваме примарно Не се е одека. Рачинова, ние прво викаме Рачинова, па после излагаат и други. Само се фокусиравме на Рачинова некако. Најинтересна локација инаку. Да, ама има и други, не знам зашто само Рачиново го зборуваме. Не е битно. Како може такво нешто да воопшто во ова време сега да го читаме? Дека не издавале. Или да не направиме, значи не разликуваме материјално од нематеријално средство. И ревизорот тоа го констатирал. Како можам да не разликувам софтвер, лиценца, нешто што не е опипливо, не можам да го видам, во исто време со ова што е тука опипливо. И тоа го работат, пазете, луѓе кои што нели по правила на нештата треба да знаат што прават. И сега јас се велам вака. На крај се прават завршни сметки на држава, нели? Секое едно конто таму значи одредена позиција. Нематеријалните од една институција, друга, трета треба да бидат збир. И некој седи и треба да анализира, така, и да рече, аха, зголемени трошоци имаме ваму, таму. Што ќе гледаме ние сега? Секој книжи кај сака, секој евидентира кај сака, прави што сака. А апропо исто она што го зборуваме за разните трансфери. Едно, две, имаш ставка за договори на дело, ги пикаат во разни трансфери. Што е поентата? За да не ги откриеш колку растат. Ама ти така, кога не ги гледаш, еве нема да зборам за другите институции, ќе зборувам за Министерство за финансии. Како разговараат на влада кои ќе отидат? Што буџет гледаат? Како може никој да не види дека ништо не е реално од бројките, дека нас ни се сервираат работи, ние не знаеме дали е точно или не точно. И се тука ќе се надоврзам на еден друг момент. Све молам, како е возможно ова? Сега не ми е јасно, вие велите се сервираат во министерство бројки за кои што не сме Министерство ги знаеме. собира. Ама не, видете вака сега министерство ги собира податоците, Сакам така? да верувам дека ова е екзактна наука, затоа ми е чудно. Епа јас сакам да верувам, ама еве во пракса сега ќе ви докажам дека не е така. Еве, со еден пластичен пример, апропо последно со ЕСМ што беше. 230 милиони отидоа од буџетот. Така ќе отворите Open Finance, ќе видите дека во 230 милиони 97 милиони евра ги исплатиле како капитални расходи. Значи државата решила да си ги зголеми, односно да си каже дека прави некакви инвестиции во АДС. Ама какви се тие инвестиции? Го зголемувам капиталот. Така одлука донела. И ние сега годинава, односно 2022, имаме 466 милиони евра капитални инвестиции, се фалиме дека се највисоки во реализација од било кога. Ама во Елем, кога, односно сама се извинувам, кога тие пари од таму како основачки влог дошле, и ваму треба да бидат основачки влог, така? Добро. Тие има стандарди и правила како се евидентират. Ево ЕСМ вика не се исполнети условите, нешто фали во документите. И они ги книжат како приходи. Значи, две работи што не се подудараат. Како може да биде приход? Нешто што е основачки го... влог. Па да. секако, затоа што на крај на секоја година треба да има и изводи на отворени ставки, согласувања, да видиме ние на еднава страна и на другава страна. Ама приход е нешто што сте го заработиле, предпоставувам, а не некој што ви го дал. Така, они го искнижиле така, при еден ден ќе се види на база на кои документи кој е крив, кој е прав. Не се. ЕСМ го искнижила така и прокнижила 40 милиони евра профит. Кога ова не би било прокнижено, би било капитал, тогаш ЕСМ ќе имаше 50 и кусур милиони евра загуба. Во исто време, кога ЕСМ го книжи приход, Министерство за финансии треба да направи корекција на капиталните инвестиции, да каже не се 466 милиони, туку 366. Затоа што за околу 100 милиони, тоа што сум го кажала дека ми е инвестиција, не е инвестиција. До овој момент корекција во Министерство за финансии нема. И сега јас вас ве прашам, колку се инвестициите во 2022 година во Македонија? Капиталните расходи. Ајде, по-конкретно да Само да се чегуваме. Ова е еден дел. Ако го читате Ковачевски, огромни се инвестициите. Нели, а ја ако почнам да зборувам сега внатре во тие еден ден ќе ги отвориме. Тоа да нема никој дилема.
дека ќе се отворат сите работи и ќе се гледа дали било инвестиција или не. И ова не е случајно сега што излезе со ЕСМ. Кога бев технички заменик, прво, бидејќи јас така сметам дека треба да биде исправно и да се работи. Јас треба да знам, така, каде оди реализацијата, дали навистина кога плаќам пенкало, дали е платено пенкало. Ме разбирате? А јас сега давам основачки влог, овој си го книжи како му одговара на него, државата рапортира една бројка со друга не се усогласуваат и Зашто сме сигурни дека не е случајно, дека е намерен хаос направен? Уште едно прашање вака за широки народни маси. Пред 10 дена влегов во Веро и имаше патлиџани, само тие беа од 279 денари. Го видов Фатмир Битихи пред завчера кога беше, кога се пофали за козите, имаше нешто со козите, дека субвенции платела државата. Субвенции за козари кои што немаат кози, но и Љупчо Николовски, за грозје на луѓе што немаат лози. лози. Но и Љупчо Николовски за земјоделие постојано се фали најголемо ниво на субвенции се плаќа, а ние дојдовме да после тоа пак бе во Веру Штеднашка, имаше најефтините патлиџани беа 95 денари. Не можам да разберам ако толку многу субвенции се даваат на соодветни луѓе кои што произведуваат патлиџани, па не може да бидат патлиџаните 120 денари, не 80, 125 денари беа најефтините вториот пат. Нешто што не се случило, патлиџаните биле 40, 50, 70 еве. Ја пристигнуваме Германија во за Рамазан Бајрам беа 70 да бидам искрен. За Рамазан Бајрам се намалија цените. Што се случи ова? Тоа значи дека досега според логиката на Битичи плателе, ова влада платела 6 години субвенции на луѓе кои што немале кози, кои што немале говеда. Значи прво да заклучиме од ова што го зборувате околу цените, да не заборавиме дека беа замрзнати, да кажеме дека мерките што си ги напиша вака сега да ги скинат и да ги фрлат у канта за ѓубре. Односно, нели, апропо некои мои коментари кога и ме критикуваа дека не знам штитам едни или други, не, секој пат го штитам народот и граѓаните. Зошто? Затоа што тоа е мојата цел. Ама вие, ако јас сега тука седнам, изборувам за популизам и дали да се допаднам на едни и на други за утре, денес и утре, а за 5 дена повторно граѓаните да плаќат, ја тоа нема да го зборувам и кој да го очекува, тоа нема да го зборувам. Затоа што јас не сум тука за да се допаднам на некој за утре, туку да направам резултати или во зборувањето, или во ефектите позитивно за граѓаните на еден подолг рок. Сега ние докажано замрзнати цени, ефекти никакви. Како дојдовме до таа ситуација? Прво и за фотоволтаиците многу интересен момент, нели? Се градат фотоволтаици кај ќе стигне, еден период дава и на обработливи земјишта, немаш земјиште што се обработува, како што го немаш да се обработува, така ќе дојдат цените да бидат повисоки. Но, она што е клучно и најбитно. 2016 година се сеќавате на програмата План за живот. Во тој план за живот ќе видите дека за земјоделие велат дека ќе ги зголемат субвенциите во земјоделие на 160 милиони евра. Иначе во тој период ВМРО ДПМН има некаде околу 140 милиони евра субвенции, значи ни велат 160 милиони евра ќе дадеме субвенции. Во земјоделие ќе дадеме 30% плюс за секој ново грло добиток и 20% плюс за секој хектар обработлива површина. И сега вие кога ќе го напишете тоа во програма, нормално е да имате спремено и план како тоа ќе го реализирате. Значи зборувам 2016 година, Бетичи може не беше вице-премиер или не знам што, ама беше во економскиот, односно финансискиот тим таму во СДСМ. И он ги преспа годиниве, ми се појавува во 2023 и ми вели нема повеќе на овој начин давање на субвенции. Стварно? Па што правеше? На кого даваше во изминативе години ти? На тој козорот што нема кози? Ке го повикаш на одговорност, го злоупотреби буџетот, што правеше? Што правеше во овие 5 години наназад? Сега велиш, сега правам реформи, односно план како ќе се организираме во субвенционирањето на земјоделците и ефектите ќе ги очекуваме за 2-3 години. Зошто сега? Зошто не пред 5 години? Што правевте 5 години? Значи трошевте пари од буџетот секоја година? Зашто? А во исто време, значи ова сега е први да ги искритикувам нив, но во исто време, пазете, имаме земјоделци кои што мака мачат, може би има вакви што злоупотребуваат, така? Не викам дека не е така, ама чија била одговорноста? Па јас ова го слушам уште од времето на ВМРО. Ако и они го знаеле и ако вистина било така, требало да влезат со реформи, со програми, со се план и да речат не, од сега натаму вака ќе ги даваме парите. Ги даваа 5 години, сега
После 5 години сега се разбудивме ние. А 5 години што правевте? Па со груби го планирале автопатот можеби. Добро, уште многу Сакам теми да кажам, имаме. да, има уште многу теми. Само сакам да кажам, Битики денеска изјавува на една средба со Јужна Кореја, представници на Јужна Кореја во Македонија, вели, чисто како за мене вака куриозитет, вели, го развиваме иновативниот потенцијал на стопанството за да одговори на четвртата индустријска револуција. Добро, тоа е едното, од друга страна да кажам дека Светска банка побара односно очекува владата да ја коригира одлуката за раст на функционерските плати од 78%. Значи, ај првин за ова, првото со иновацији и така натаму. Четврта индустријска револуција, нека седнат малце да ги погледнат податоците, кои ќе ги погледнат податоците ќе видат следно, дека во првиве 3 месеци приватниот сектор ги намалено е кредитирањето кон приватниот сектор за 44 милиони евра, а во исто време државата се задолжила кај банките за 115 милиони евра. Значи, што прави државата? Го истиснува приватниот сектор. Секој нормален економист ќе рече, што зборува овој, податоците што кажуваат. Зошто? И на кој начин го истиснува? Вториот момент. Извинам само, малку абстрактно е многу. Ајде. Бизнисот ја намалува својата активност, практично не работи веќе. Не, ама се, за да ни биде јасно, ајде и вториот момент и после ќе го зборуваме. Каматните стапки, бидејќи кога државата издава државни харти од вредност, ги запишува и каматите. Каматната стапка на 12 месечните државни записи, ајде да ги кажеме, е 4%, лани била 0,7. Скок за 6 пати. Двегодишната 5,25, а лани била 0,9. Знаете колкав е овој пораст на каматните стапки? Ова е притисок кој што го прави државата. Банката што вика, јас работам за профит. На кого ќе му дадам? Па ќе дам на државата, ми дава 5,25, ќе се зафркавам ја таму со некоја фирма, дали ќе ми врати, нема да ми врати, така натаму. Вака го истиснуваат приватниот сектор. И он сега таму зборува, не знам, технолошка револуција ќе правил или не знам што е, па ајде нека ја направи. Како ќе ја направи вака? Ги читаат ли бројките, гледаат ли што се случува, излегуваат ли на терен, ама не во избрани компании таму. Јас не велам дека ги гледав, беше негде во посета на некој од овие странскиве инвестиции. Како викаат србите се на македонски да пробам да го направам. Една птица не ја носи пролетта, нели? Да. Не може ние во една-две компании да отидеме и да кажеме еј супер е се готово, сега индустријска револуција правиме ние. Бе каква индустријска револуција, гледаш ли што правите? Трошите пари, немате контрола врз трошењето. Инфлацијата ја разгорувате заради тоа дополнително. Правите притисок на каматните стапки. Овој притисок за нагоре да растат каматните стапки има влијание и на каматните стапки на нас како граѓани со потрошувачките кредити, со стамбените. Сето тоа го прават, го измрдуваат. Го гледале некој тоа? Граѓаните плаќаат. Они седат таму затворени, пак ќе речам, дали не ми се верува дека до толку не знаат, ама ако мислат па и дека веќе граѓаниве се толку наивни па ќе прочитаат таму нешто и ќе им веруваат, апсолутно мислам дека стануваат смешни. И тажни, не само смешни. Да, и од тука јас стварно може денеска сум и пореволтирана, верувајте, ова е еден подолг временски период во кој што ми се акумулира некоја нервоза, отвори, прочитај еден портал, ќе видиш, ние живееме во два различни света. Они живеат во некоја нивна приказна, ние во наша. Отвори Facebook, читај, граѓаните ти вика, трчам по краставици пред Великден, барам во една продавница, во друга, во третата ми вадат, под рака ми даваат за да не се примети по која цена ми ги продаваат, бидејќи имаме замрзнати цени. Па јас тоа што го читам, тие не го читаат. Не читаат дека никаков ефект нема од сите мерки што ги прават. Јас тоа не го разбирам. И во вакви услови, пазете, истиснуваш приватен сектор, даваш пари на држава, државава се задолжува, во исто време не знае како троши, нема контрола апсолутно во делот, сегде кај што можеше домакински да се работи, ништо не направија. Еве криминалов и корупцијава цвета. Во исто време во институциите распате на системот, затоа што, како што ви кажав, не се спроведува, попис не прават. Не можам да разберам законска обврска, попис на крај на година, да се погрижам чашава дали била тука, ако ја имам во евиденција или не, не ја прават. И вие сега имате ама комплетно распаднат систем, комплетно. И ова е страшно што ни се случува. И овде јас не велам дека нема да може да се исправат работите. Тоа е суштинското прашање за крај. Има ли надеж или нема надеж? Надеж има, меѓутоа треба сите да знаат дека ќе биде многу тешко, многу макотрпно и ако немаме принципиелни политичари
и во исто време посветени кои што ќе работат и ќе дадат максимум од себе, ова нема да успее. Значи едноставно ќе се распаднеме, затоа што ова е последна шанса. И јас пак ќе кажам, не можам да зборувам за многу од политичарите, можам да зборувам за мојот председател на мојата партија, иден премиер со кој што и претходно сум работела и во кој што верувам дека да, може да се работи и со него може да се работи. Со колку од луѓето ќе може да се работи, не знам, да, има одредена бројка, дали ќе можат сите, не можам да гарантирам, но клучно е повторно. Во неколку сегменти, ако имаме носечки столбови, каде што ќе можат да работат, верувам дека ќе се исправат работите. Преку ноќ, не. Не, секој ден значи е се полошо и полошо, ќе треба време. Премиерот Ковачевски, ти честитам, горд сум што ја завршиме оваа емисија, еве. Морам да признам дека во црни бои ги обоивте сите. Но има надеж, Пораката е дека има надеж. Но е што сепак на крајот и вие заклучувате дека има надеж. Ви благодарам Гордана Димитриевска Кочовска, само да кажам за да го доцрниме целава приказна. Амбасадорката Агелери ми испратила писма, не знам Горан дали знаеш, на премиерот, на надлежните министерства, на Врховниот апелациониот и кривичниот суд во Скопје, Валсат го објави и денеска, во кое што изразила големо разочарување од последните одлуки на апелација. Вели, затоа и правосудството во оваа држава има таков низок рейтинг, разочараната од одлуките на апелација за предметите со висока корупција. Чисто ова како завршна, би рекол, обланда на целава приказна. Почитувани гледачи, напорна емисија, морам да признам многу информации од господината Гордана Кочовска Димитриевска. Тешко да се следи, меѓутоа корисно за секој што сака да биде објективен и да свати во какви околности живееме. Утре во 15 часот се признато издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 повторно ќе ви се јавиме јас и Горан Момировски во оваа емисија. Имајте пријатна ноќ.